Благодарам, председателе. Почитуван колега, ќе се согласам комплетно со вас, ама ајде да бидеме сите согласни, како што рековте, ајде да го изгласаме овој предлог на опозицијата. Тоа што заменик министерот го одби амандманот, еве, ве повикувам, ве предизвикувам, јас ќе се согласам со сите ваши констатации кои што ги кажавте на говорница, ама бидете човечни, ајде да го прифатиме овој амандман кој што го даваме ние, а во насока на помош на текстилната индустрија, кожарската индустрија и на вработените во оваа индустрија, а на крај, ако го прифатиме, ќе кажеме благодарение на владата на Република Македонија. Еве, јас иземам за обврска да ја пофалам владата, да ве пофалам вас како парламентарно мнозинство, ако биде изгласан овој закон и овие средства да завршат кај работниците во текстилната и кожарската индустрија. Еве, да немаме суета, јас ќе ве пофалам повторно на говорница, само прифатете го предлогот на опозицијата, вие ќе ги соберете поените. Вие ќе ги носите поените дека сте дале подршка на овие 30.000 работници во текстилната и кожарската индустрија. 30.000 работници да имаат можност да добијат финансиска подршка во време на економска криза. Спомнавте дека не било исплаќањето директно на сметки на вработените во оваа индустрија не било законски. Па можеме да направиме измена на закон, можеме да го усогласиме со постоечки закон, затоа сме ние овде. Па низа на одлуки донесовте без закон, низа на одлуки носите со кршење на закон, низа на криминали правите во државата, па сега дошло ред да се скине тупанот народски кажанот за вработените во кожарската и текстилната индустрија. Сега за нив има закон, за другите работи што се случуваат во државата, да не ги набројувам, нема закон. Значи, овој изговор, ама тотално не ви држи. Повторно ќе кажам, еве, ќе ве пофалам јавно, ако се согласите и ако се одлучите да дадете финансиска подршка на вработените во кожарската и текстилната индустрија. Не за друго, затоа што ќе им биде од суштинско значење да го поминат овој тежок период кој што иследува во државата.